го завршивме нашиот последен стан за оваа сезона, иако имаме во припрема уште многу што ќе ги гледате од октомври. Сепак тука работевме во никакви услови, немавме струја, немаше вода, нема лифт, на 7-ми кат. Се изнамачивме и го направивме првиот стан во зградава која што, како што гледате, се уште не е завршена. Видете кога почнавме, како почнавме и како ни одеше. Сум домаќин. Ти си домакинот? Што имаш домакинско место за плакар? Најголем што може. Најголемо. Сакаш до крај онака како остава или Од нормален? крај до крај коста. Не, тука дали длабочината да ти ја направиме како остава? Не. До тука некаде овако мора да се измести. Ќе мора. Можда, не знам. Колку, ама ќе се измести. 55-60 длабина што сум слушнал. Не, 62 до 65. Тоа ти е. Договорено. Готово. Добро. Добро. И Овде. сега? Кујна дневна. Кујничево малечко е, предпоставувам до таван. Малечко, али ќе го направиме да биде симпатично. Во секој случај. Малку повисочки се плочките, гледам изводот за светлило е нели понизок. Па не се разбирам од стандарди, али можелно е да отиде догоре, до плафон. До таван. Сигурно таван. имаш идеја како да изгледа. Па умислено ми е висок сјај бела меѓу јапанско, некоја си црна. Нешто црно да е. Значи црно-бело сјајно. Така. Така и тука, значи црно-бело сјајно. Па и дневната, да, во тој тип би било, нели е сега играта на боите, би Да. ја дале на тебе. Овдека трпезариска маса малечка една, тросет, фотеја, двосетли како ќе биде, што ќе биде, комода, телевизор, за друго. А комода вака како што ми покажуваш, гледам имаш идеја се да го превртиме на така изгледа. Пожелно е целата инсталација да прејде на Добра. другиот зид. Гарнитурата штоф или кожа? Штоф. Штоф. Околу боите? Околу боите ќе ги ти одлучуваш, ќе ги играш, ќе ги согласуваш со којната. Леле, вратава колку е незгодна. Така си ја проектирали, ива. Си има. Колегите ми мои. Си учеле школа, Си да. учеле, си правеле. Како направите, така е. Добра, ајде да видиме соби спални. О, па ти веќе си почнал? Па да, со Ми кумот малку изненадуваш? рекреативно Добро. си игравме. Океј. Розова девојче предпоставувам. Има и девојче, но има и машко и на овие два зида ќе отидат. Добра. Мебел треба да се прави или имате? Имаме мебел, за нив кревет и плакарче едно. Малечки се предпоставам што не имате многу мебел, така? Нема. Океј. Ајде спалната да ми ја покажеш. Ги погодиле тука инсталациите. Тука, ќути. Ќути Мора нешто да погодат, тамара. Добра. Плакар, кревет, комода. Голема Значи, соба, све беше. што треба, едино имаме само леже. Аха. Другото, плакар, плакар напка горе. стои. Другото да се Да направи. се комплетира, за да личи. Госпожата во каква боја сака да спие? Госпожата ќе мора да ја прашам. Добро, ќе ја Или прашам. оставаме на вас. Охо. Да ни изненадите, да. Може и така. По Океј. принцип тука Имаме уште нешто бања. Што има во бањата? Бањичка. Крш уште. Интересно. крш коцка. Кршко. Малечка. Санитарија има од тука или? треба да се монтираат, Така. евентуално нели, перална некоја. Малечка таму, горно полнење, лавабо, огледало, шоја и за детали некои ситници ќе ви оставиме на вас. Јас што треба да направам? Перална детајли или се да набавам? Не, преднабавени се санитариите, Така, значи остануваат остатоци. детали. Детајли. Добро. Чистење гледам. Гледам тука ќе не снабдат со струја, со вода, мајстори имаме за дел од работите. За дел од работите, да. Добро. Посакувам добра Јасно. работа. Клучот ми наврати или треба да ви го предадам? Не, на врата ќе си го земеме сами. Океј. Останете ми со здравје. Фала. Убава работа, па се гледаме на крај. Да. Чао, чао. Стан од околу 60 на квадрати, кој како по правило во последно време во емисиите е во нова зграда, во која сега дополнително нема ни вода, ни струја, а тоа дека е на 7-ми кат без лифт е нешто што би било веќе вообичаено. Така што ако ништо друго, добар е за кондиција. Наспроти многу малата позиција за кујната, еден единствен простор за дневната со трпезаријата, остатокот од просториите се солидни. Детската која Маријан веќе почнал да ја работи е одлична, а особено што во прво време ќе биде наменета за едно детенце. Спалната е исто одлична по димензии. Ретко добиваме големи спални. Бањата е во ред, ходникот има простор за голем плакар, па се на се, овој стан може да се испроектира сосем солидно. Главната просторија ќе добие нов распоред од она како е испланирана.
Онаму каде требала по основниот проект да стои ТВ комодата, сега ќе биде гарнитурата за седење. И обратно, на спротивната страна ќе биде ТВ комодата. Трпезаријата мора да биде блиску до неа, како единствено место каде може да се смести. Кујната е мала, Маријан не сака шанк за да не се затвори просторот за минување кон спалната. Спалната ќе добие голем плакар, кревет, комода и доволно простор за оваа година тука да се смести и креветчето за бебето. Детската ја замислив овака, но тој рече дека има постојан кревет, комодичка, масичка, така што засега тие ќе бидат сосема доволни за оваа соба. Неверојатно е што се подот може да направи. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Свежи идеи, архитектонски достигнувања, тренд, идеја плюс, дизајнерски решенија, стил во домот, уредување по фенг шуи. Читајте Мој дом и креирајте нова визија во просторот. Югоекспорт Стил ви ја представува најновата колекција на мебел со најголеми попусти и изненадувања досега. Со секоја купена кожна гарнитура изберете релакс лежалка, фотелја или клуб маса гратис. Трпезариски сетови, комплет маса и столици од 199 евра. Клуб маси на попуст и до 42%. Комплет спални соби од 399 евра. Ве очекуваат и многу други изненадувања. Посетете не на Скопскиот саем за мебел или во еден од нашите салони. Югоекспорт Стил. Естетика на кованото железо. Изработка на огради за скали, огради, заштитни решетки, мебел, врати и балконски огради од ковано железо. Проектирање, компјутерска обработка, изведување и монтажа. Уника инженери. Прво започнуваме со електричарите. Инсталациите за кујната се крш и дополнително мора да премостуваме од лево надесно над плочки, по под, затоа што инсталациите се веќе направени, плочките веќе поставени и ако сакам нешто да изменам, треба се да искршам, што не е опција. Тоа што тие ќе го искршат, други ќе го поправат. Често знаат да му кажат на Бојан дека на крај ќе му ја фрлат бушилката и сврделот, но тој е навистина многу брз и многу вреден, така што тоа нема да се случи. Боите во станот ќе бидат една кремаста за целата дневна и двата ходника. Нијансите во дневната Маријан ги сака чисти, во црно, бело, евентуално сиво. Па боите и деталите ќе ги барам во некој тапетка и трпезаријата, килимот или пак на крајот можеби ќе оставам се да е слејано. Детската соба по негово барање е половина розева, која малку ќе му ја коригираме, а половина сина. За девојче и за момче. Боите се толку силни, што сметам дека нема да има потреба од многу декорации на крај. Спалната е во виолетово сива нијанса, која на ова светло делува малку розева. Откако избоја дисаа и се заврши, решив дел од нештата да ги сменам. Но прво да ги поставиме тапетите, па потоа ќе заклучам како ќе биде најдобро и како собата ќе добија повеќе контрасти и леснотија.
Време е да почнам да нарачувам мебел. Зад бојадисувањето секој пат наред се прво плакарите. Со Ивона од Акрон се видовме уште на саемот за мебел, па иако нема да ги изведеме како што тогаш таа ми ги покажа, вреди да ги погледнеме како идеја за друг објект. Многу интересно ви изгледа како плакарот. Да. Ова знаеш дека е печатење на врати, така? Знам, баш интересно изгледаат. Гледам дека се печатени, ама не ми е јасна процедурата. Значи гледам дека е двустрано. Двустрано, да. И па ова конкретно е печатено на стакло, значи затоа е сјајно од едната страна, а од оваа страна е на друг материјал, Да, многу кој што се интересно. облепува, нели, и тогаш вратата добива две лица. Пошто станува збор за утилити, нели, за да може да се гледа и од надвор и од внатре. Така. Предпоставувам дека само ако би било на стаклото печатено, ќе биде и транспарентно. Ова може да биде многу убаво и за преград на врата. Помеѓу две простори. Па зависи на кој материјал се печати. Ако се печати на транспарентно стакло, да, или на плексиглас, али ако се печати на полна исполна како иверка, ќе видиш после тамо, Да. тоаш нормално Нормално само од иверката едната е- страна е, да. Еве Еве го, ова е. Да, ова е тоа. И ова изгледа многу интересно. Да. Ова веќе го знам. мислам. Ова на иверка, нели? Да, на иверка. На полна исполна печатење. Така. Значи практично може да се печати на било кој материјал. На било кој материјал. Идеално, ова е за две девојчиња, две сестри. Се гледа дека е за девојчиња. Принцезите Винкс. Уште нешто што имате интересно. А од таа страна ќе видиш слично овакво, може да го погледнеш ако Добро. сакаш. Во меѓувреме земав тапети за станот. Тапетот кој го избрав за спалната соба има големи доминантни шари, што на вака голема позиција ќе изгледаат одлично. И тој тапет ќе го даде вистинскиот лик на собата. Во дневната пак ставивме еден светол кремаст тапет со дискретни шари со стилизирани листови. Вака делува прилично празно, но знам дека Маријан има слики што ќе треба да се искомбинираат, па затоа дали ќе дополнуваме во тапет, бои и декори, ќе се види сосема на крајот. Стасаа плакарите од кои едниот е во спалната, а другиот во ходникот. Во спалната е испланиран со фиолки, со бесење и со посебен дел за даска за пеглање. Практично Маријан ми ги наскицира и потоа со акронци само ги обработивме. За спалната избрана една интересна, нежна кремаста иверка, која изгледа убаво на голема површина, бидејќи е светла, не е доминантна во просторот. Тие ќе го наместат и плакарот во ходникот, кој за разлика од овој ќе има и една огледална врата. Плакарите на Акрон се така наречени американски. Тие ги монтираат од под до таван, од зид до зид, целосно вградни. Нема позадина, таа ви е зид, што може да биде бојадисан во водоперива боја или премачкан со акрилна или мрсна боја. И сето ова функционира совршено. Кога беа подготвени, ја пративме Весна од Арбор на мерки. А веднаш потоа, таа беше кај мене да ја го објаснам новиот проект. Весна беше ти на лице место ми измери. Така, го видов објектот. Го виде како изгледа. Ај се од тие подвижните прво, спалната соба. Ни требаат две надкаснички. Го виде, мислам, плакарот што е веќе изработен. Да. Па според таа иверка треба да се Добро, направат и истиот материјал. Истиот материјал да се искористи. Има една шминкерничка, ама не сум сигурна дека сега ќе го изведуваме. Ова ми е битно, значи комодата ми е важна. Добро, со Затоа фиолки, што, така? Да, крупни фиолки, вратички лево-десно, мислам дека плакарот има многу мал за се што треба да сместат. Другото празно останува, бебе имаат, мора да им оставиме празно место во соба. За креветчиња. За креветчиња, па после другите работи. Ова е нешто што заедно со Маријан го изработивме, така не се вика газдата, Инвеститорот, добро. инвеститорот, клиентот. И сега она што побара тој од мене во централниот дел, каде што треба да му стојат DVD, опрема и така натака, да има стакло. Значи да биде вратичка со стакло, да не се гледа демек позади што има. Нема проблем, може да биде стакло, ама треба да биде димено, не црно, не прозорно, за да може да... Така командата да може да командата да функционира. Добро. Океј, овдека некои полици имаме, меѓутоа мислам дека ми каже дека има многу книги и можно е да не му стигнат. Ќе треба ова Г да се престори во еден тросет со фотелја, па тука во овој агол да добиеме една поголема библиотека, Добро. за да може да Поред. го сместиме. Друго е кујната. Са кујната е многу мала, толку место има, нема, инсталациите веќе ги поставиле како што ги поставиле, тие се исто проблематични.
сака некој висок елемент тука да му се најде. Јас не знам како достапен ќе биде, имено и дома имаме еден ваков 30 и 60 длабоки таму Можеме да позади му никад ставиме ништо не елемент на гледам. извлекување со кошари внатре, па сите ситни работи да се чуваат така, таму, може, малку попрегледен би бил. Така, малце попрегледен, полесен е за да си ги Да, изнесеш, да ги видиш работите. И сега не знам со инсталациите, тука сме претркалени, затоа што едноставно нема како каде да се сместат нештава. Ништо се ќе задржи на оваа ситуација, вагонетка ќе остане помеѓу садоперот и фурната Така, малку и да тоа ги е тоа. одвои. Имаме мала работна површина. Кажа, мислам дека неспомна од апаратите, аспираторот дека не е вграден, туку отворен треба да ставиме. Аспираторот јас сакам да биде граден, меѓутоа тој има купено еден друг и не можеме више да му го кршиме меракот, Добро. некој црно онаков коса стаклен. Декоративен, така? Декоративен е, да. Материјалите? Материјалите бил сјај. Плотна црна. Црна, сјајна исто. Сјајна да ја направиме, бидејќи се е такво сјајно, нели? Добро. Црн сјај, бел сјај, вакво тако, сјајна нека биде, малце ќе ја внимава и така. Мислам дека поубаво ќе изгледа. Добро. Тоа е. Супер. На објектот веќе стасаа кутиите, облеките, постојниот мебел. Се обидовме сами да се распоредиме, но наскоро ќе мора да имаме и асистенција од зградата, со апаратите што се во нивна надлежност. Кујната е бела, медијапанска, со црна плотна. Многу е малечка, но има елементи кои ги качуваат цел ден. Тоа ми даде доволно простор да набавам гарнитура. Овој пат од Елит Софа. Значи, видов од неодамна и баш ми се допадна тоа што го видов и еве веќе дојдов да нарачам. Имаме голем избор на гарнитури, како што можете да забележите. Може да бидат изработени во кожа, во стол. Така. Се произведуваат тука во Скопје, во Македонија, од страна на италијански мајстори, кои што работат по италијански терк, користат италијански материјали. Ги грабнавте. Ги грабнавме, да, Готово. буквално ги земавме од Италија, кои што со години работеле во најреномираните компании во Италија, сега работат овде за нас. Тоа ми беше многу важно, бидејќи знам дека рокот на испорака на нарачана работа е многу скратен. Гледаме веќе имате и награда добиено. Се видовме на сајма, ама не ја видов наградата. Да, иако постоиме многу кратко време, производството функционира од ноември 2012 година, салонот овде во Визбегова неколку месеци подоцна. Меѓутоа на овој сајм за мебел освоивме награда за моделот Шестер за најдобро парче мебел за јавни соби. Така, добро. Иако многу бина би посакале истото и дома да го имаат. Па да, има многу клиенти кои што го бираат и за дом. Интересно ми е, имате вакви форми, мене што ми се допаѓаат, нели повеќе рамни, мазни, ама не премногу коцкасти, тоа ми остава впечаток. Значи имаме различни типови на гарнитури во однос на дизајнот, имаме и помодерен стил, имаме и потрадиционален стил. Така. Ги имаме како тросет, двосет и фотелја, од делот најчесто може да се изведат и јаголни варијанти и сето тоа да се прилагоди според просторот каде што треба да се смести гарнитурата. Имаме ли овдека можност да го работиме со тој квалитет или со таков тип на седење? Дали имаме адаптабилност од ваша страна во однос на седењето, димензиите и така натаму? Значи, една гарнитура, во зависност од тоа колку дозволува дизајнот, може да се направи да биде со помеко седење или со потврдо. Значи може и тоа. И 2 недели, и италијански мајстори. Па не знам, изгледа останува да ја избереме гарнитурата за мојот нов стан. Слободно, повелете, разгледајте. И неа ја донесоа. Тие беа навреме, а ние се уште не бевме расчистени. Едва ја качија по скали, мораа да ја размонтираат и наново да ја монтираат горе. Бидејќи се уште беше полно, ја оставија завиткана на единствената слободна страна во станот. Естетски кујната е едноставна и чисто бела. Функционално, ова е извлечниот елемент кој ќе обезбеди длабинско складирање на продуктите. Целата горна зона завршува со медијапанска маска во бела боја што го крие аспираторското црево. Се е бело, освен работната плоча, апаратите и маската зад аспираторот. Стаса време и за светилките. Одам во Манекс со идеја за конкретни светилки. Ево вие се тие лустерчиња што јас ги избрав за новиот стан. Не те терам да ми покажуваш, да ми објаснуваш, да се договарам сама со себе. Значи ми се бендиса беше изборот меѓу овие и тие, ама вие ми се така помалецки, посимпатични. Така. За каде си имаш одлучено дневна трапезарија? Што би се работи за еден прилично мал простор за дневната соба. И од тој аспект имам можност да ставам само една. И ја размислував на оваа да биде во центарот на дневната. И единствено имам едно ѕидно светло кај трапезаријата. Па се замислував дали оваа, што е оригинална, нели ѕидна со серијава,
Или имате уште една серија која што е многу интересна, со многу фини рефлекторчиња што се исто такво како чашка бело па со стакло. И мислам тие да ги скомбинирам и за ходници, за кујна. Вашата програма што се ја погледнала исто така може да се вклопи многу добро со оваа серија. Со тоа што исто тие нели напоменавме може да бидат и нагоре надолу при монтажа да се постават. Предноста е тоа што може на чисто има да се доста да се комбинира. Има значи 4 на шина, а со оваа серија програма има и 3 исто на шина. Моделов значи како ова 4-ката и 5-ката исто може да идат нагоре и надолу, значи при монтажа да се собира, да се спуштат кабелите. Добро, сега хендикепот на овој простор е што е помал и не можам сите да ги сместам, нели убаво би било кога би можела да искомбинирам и на трпезарија и кајшанки, ама немам толку простор, така што јас мислев овие да ги поткачам нагоре за да може да стојат во средедневна. Користа тампула, максимум 40 вати. Така. Интересно е тоа што сега повторно ги добивме литоцеличките. Така. Бело светло, жолто светло, кој што шувачката е доста минимална, дават многу убаво светло и доста јачина. Значи можеме и да ги замениме. Е сега, дали ќе биде бело, жолто, какво ќе биде, различни клиенти различно ми бараат, иако мене жолтото многу повеќе ми се допаѓа, поприродно изгледа, белото ми е како на сино ми врти некако. Да. Меѓутоа веќе тоа е работа на избор, што и ќе им ја оставаме те на нив да се ја одлучат. Да. Ние вака ќе им ги однесеме. Да. И тоа овој. На објектот Арборци втор пат сега го монтираат фрижидерот на кој го менуваат отворањето на вратата и привршуваат со кујната. А се монтираат и светилките што ги нарачав. Дополнителната серија на рефлекторки се поставува низ ходниците, кујната, над зидот кај тапетот. А кога ќе ги видите Зоки и Цацко, со корнизите, лајсните, знаете дека сме веќе при крај. Сепак, не сме сосема подготвени. Одам до Југоекспорт. Да те прошетам сега јас тебе низ твојот салон. Ајде да се смееме малце. Да. Имам гарнитура, ама ја сакам оваа фотелјка ако ти е слободна. Слободна е, да. Добра. Ке одговари како боја. Гарнитурата ми е некоја така како кремасто сивка. И сега бидејќи е таа сива, ја гледав и оваа столна ламбичка така нели со сиво. Би одговарала како бои, да. Иако таа стоечката можеби е по-интересна дека е стоечка. Истите бои се вистински само различни. Да. Е сега, бидејќи ми е целиот мебел црно-бел, претежно, па сакам да искомбинираме со некоја масичка што може ќе има црно-бело сиво нешто низ неа. Па да, има такво нешто, ќе разгледам. Мислам дека има 2 модела што ќе се вклопат. Да. И ако имаш нека друга идеја, ќе ми кажеш. Ќе видиме и тоа. Светилчето убаво е. Богато. Да. Едноставно и фино. За едната е оваа масичка што ја мислам. Интересно е, значи изработена во 3 бои. Убави се овие вака што се отвараат. Различни колорити, да. И има декоративен дел може да се постави. Баш уклопува во таа ситуација на уредување. И сега едната е варијанта оваја, нели за странично масиче ако се сака треба тоа. Може целински, да, едното или пак е библиотеката. Добро ти е библиотеката. Да, и тоа иде со тоа. Е сега другата мислам дека може да се комбинира со други странични масичиња. Може да, таа има малку послободен избор. Црнко-белко, да, е сивко. Црнко-белко, сивко деталче, оно што ми се допаѓаше на оваа кај бе. Да, дека има филка од ваму и од таму да се отвори. Так, двете страни се значи филки. Со автоматско затварање, значи софт. Само си иде. Така. Добро. Може во 2 бои. Значи во висок сјај 2 бои, вака бел висок сјај со сиво, црн висок сјај со сиво. Така. Или може и да боја на дрво за некогаш ако нешто не треба. Со видно значи има апликации на самото стакло, интересно за да може не знам да се издекорира некој така тапет, некаков цртеж кој што може да уклопи во истиот простор. Тоа мислам дека убаво. Зато може и неутрално комбинирање, послободно комбинирање. Да. За среќа долната зона на лајсните е за еден прст подалеку од зидот. И тука можевме да ги протнеме каблите кога ги селевме од едната на другата страна од дневната. За позицијата кај балконската врата беше проблем, а за неа Зоки изработи лајсна на која задниот дел и го одзема. И така направи доволно простор за каблите да минат зад неа. Корнизи, едни завеси, други завеси. Дали шипка или веќе таа што ја поставија. На крајот баталив до следниот ден. За некои работи е подобро да преспиете, а во меѓувреме мала рокада на елементите и утредента е нов ден, а новиот ден донесе и нови завеси, нова енергија.
И новите елементи од Jugoexport: фотелја, масичка и светилка. Библиотеката е на место и можам да ги растоварам конечно кутиите со книги, пијалоци и украси. Светилката и фотелјата се на место, земав дискретни килими по бела, сива и црна боја за под клуп масата и за ходничето. А истиот модел е во спалната во кремасто-виолетови нијанси. На овие прозорци морам да ставам рол завеси, бидејќи фен-којлерот одбива добри 30 см, што ќе биде 30 см помалку за собата доколку ставам обични завеси. Затоа ставив рол, кои целосно затемнуваат. Постелнина нежна, слики од ночиња и рачиња, и тоа би била нашата спална. Детската пак со силни бои на зидовите. Некако не ме предизвика дополнително да ја шарам со слики, детали и дезени. Донесената постелнина е на место, килимчето, масичето и новите завеси. И многу простор за играње, кое е најидеално за малите дечиња. Уште неколку нешта наоколу и може да го дочекаме Маријан. Симфонија на осветлувањето. Егло, My Light, My Style. Производите на Егло може да ги најдете во салоните на Манекс. Леле, каков хаос. Не ми се влегува дома кога ќе помислам што се ме чека. Плакарите на Акрон ќе ви го разубават домот или канцеларијата, а во исто време вашата гардероба и документи ќе бидат безпрекорно организирани. Градените плакари на Акрон се вашиот излез од секојдневниот хаос. Слободно, одете си дома. Открите едноставноста. Пура вида од Ханс Грое. Ексклузивно во салоните на Шате, во Скопје и Битола. Ајде, Маријанчо, ти си прв изгледа у зградава. Најверојатно, нема друг. Нема друг. Тоа си го знаеш. Да, таман. Ајде. И повели до пред известно време беше овака. Добре. Супер. Ти се допаѓа? Сакаше да е празно. Тапетчето највеќе. Највеќе? Да. Добре. Супер. Штом највеќе ти се допаѓа? Мене ми се допаѓа амбиентот искрено. Баш ми е окей, онака стирано, отворено и лесно. И твојот аспиратор што уште не може да го уклучиме, ама електричарот ми кажа го стави, вика леле како свети. Не сум го видел. Не сум го видел. Он рече дека е птенува. Овај кој што го замислувам. Така. Тоа е.
Малку фиочки, малку елементи. Од се по нешто. Од се по нешто, ама валјда ќе се склопиш. Тоа ти е машинчето. Тука ти е ова, извлекуваче едно, имаш минимум елементи, се надам дека немате премногу садови. Ајде, во детски, спални, собата за куклата и за принцот. Ама сега куклата ќе си има пример. Мустерчето ти е супер. Мислам дека ќе го бендисаат. И јас мислам дека ќе ти го бендисаат. И собава е сега за сега празна. Не става цветчиња, метчиња, оти децата некако за месец дена излегуваат од фазон, гледам сега јаготка е, а викам утре да не испадне нешто друго. Така што сликички ако сака она, после нека ќе си купувате, ќе си редите. Има се порасна, има она постери, некои пејачи, групи, ќе ги... Викам сега јас да земам да джиджам под зидови, ќе направам белја. Празни нема да останат. Во секој случај, да. Во секој случај супер ти е сопчето, тоест не изе. И сега твојата соба. Како рече, работната соба. Работната соба. Пак супер. Ете така. Имате, нели, минимум што ви е потребно, барем јас колку што мислам, ти викаш абе само фиочки да има, не. Да стајне. Нека има. Домакината ќе сака да има повеќе место за работи, за складирање. Добро, не. Тука е, добро, по твој распоред. Како што си бараша, така ти е направено. Ете тоа е. Ово дошле комбинации. И има место и за креветче, дали таму, бебуша да си го ставите, телевизорче. Да, она. Може тука ќе биде, од кај знаеш. Не знам ја, ти бираш страна. Добре. Маријан, да ти пожелам побрзо вода, струја да ви ја пуштат зградата. И да си се вселите набрзо. Се надам. Да, и се надам за месец дена. Да може да си уживате. Треба. Фала ти за времето, за идеите. Ете така. Останете се здрави. Фала. Ова е последниот стан за оваа сезона. Лесен, светол, како што сметам дека ќе му се допадне на семејството. Уживајте во него.
и уживајте и во убавото топло лето, а се гледаме повторно во октомври. Барањето на вашиот личен стил, во кој дома ќе се чувствувате пријатно, е работа на искуство, интуиција и следење на неколку основни дизајнерски принципи, кои се разбира можете и да ги прекршите ако знаете како. Светлина, боја, декорација, текстури и детали, спакувани во функционални простори, за кои ќе посакате во секое време да си речете «Ајде дома». Ајде дома, на Телма, во недела, 15:35.